Во текот на Втората светска војна, на територијата на Македонија престојувале голем број воени мисии на Велика Британија, а само неколку на Соединетите Американски држави. Сите тие имале една цел – да ги помагаат сите оние сили кои се бореле против силите на нацифашизмот. Шефовите на воените мисии во своите извештаи даваат податоци за состојбите на територијата на која престојувале, опишувајќи ги најситните детали од животот на населението. Балканот од секупат представувал интересно геополитичко и воено стратешко подрачје. За овој простор пројавува не само балканските земји, околни земји на Македонија, него и пошироко, па дури и во светски рамки. Тоа особено ќе биде видливо и во текот на Втората светска војна, кога со априлскиот напад на нацистичка Германија на кралството Југославија тоа истото беше разбиено. Англичаните беа заинтересирани не само за да имаа своји мисии, војни мисии во кралството Југославија, него и во Грција. Така, во текот на 1943 година престојуваат повеќе војни мисии, исклучиво од Англија, но имаше и во помал број беа од Соединетите Американски држави. Карактеристично е што членовите на тие мисии доставувале своји извештаи до нивните надредени и во тие извештаи меѓу другото се осврнувале и на животот на населението на територијата на која што престојувале. Еден од тие извештаи представува и извештајот на Патрик Хачисон Еванс, кој бил испратен во западниот дел на Македонија, во делот во рамките на Грција, и таму пристигнал во септември 1943 година како британски офицер за врски. Тој во самиот извештај кажува дека податоците што ги дава во извештајот се добиени врз основа на прва рака и се однесуваат на периодот март до октомври 1944 година и кажува дека за време на неговиот престој тој живеел во планината Вичов, западниот брег од Мала Преспа, Буф, Лерин. Исто така престојувал и во други или посетил многу села од источниот дел на линијата Лерин, југословенско-грчката граница и Преспа и Костур. Од април до септември 1941 година на територијата на Балканот нема ниту еден британски обавештаец. Сите тие со нападот на кралството Југославија и на кралството Грција, со нацифашистичкиот напад, се повлекуваат од Балкан, од овие земји се стационираат во Цариград, во Истанбул и во Анкара. Првите информации дека на Балканот се случуваат настани кои што зборуваат за војни операции против окупаторите, британската обавештајна служба добива во септември 1941 година. Од тој месец британците започнуваат со испраќање на војни мисии на Балканот. Првите војни мисии на Балканот во кралството Југославија били испраќани кај четниците на Дража Михајловиќ, кај рамногорското движење, а додека во Грција били испраќани кај силите на ЕДЕС, што е исто што и Дража Михајловиќ националистички сили. Во текот на 1943 година британците почнуваат да испраќаат мисии и кај народно-ослободителните движења. Во Грција тие почињаат да испраќаат војни мисии кај силите на ЕЛАС. Една од мисиите која што во 1943 година, октомври месец, е испратена во Грција е мисијата на Патрик Хачисон Еванс. Патрик Хачисон Еванс бил човек кој што ги завршил на високите школи во Велика Британија, човек кој што го познавал добро грчкиот јазик и кој што е обучуван дека во Грција не живеат никој друг освен грци.
Во текот на спуштањето на мисијата е спуштен на територијата која ги офаќала местата, селата во околината на Лерин. Со самото спуштање на територијата на оваа територија, тој доаѓа во директен допир со македонците. Као што вели тој, живеев и се движев цело време меѓу македонците. Значи, за него не постои дилема дека народот кој што живее на оваа територија се македонци. Еден од највпечатливите извештаи за состојбата во Македонија во рамките на Грција ја дал британскиот разузнавач Патрик Хачисон Еванс. На почетокот на својот извештај тој истакнува: сите информации од овој извештај се добиени од прва рака во периодот март-октомври 1944 година. Во тоа време јас живеев во Вапцори, во Вици, во близината на Дхасери, тоест на западниот брег од Мала Преспа, во Корифи и на крајот во Флорина. Во текот на септември и целиот октомври имаше една осамена станица во Буфи. Покрај овие места јас ги посетив или поминав низ голем број села во областа од источната страна од Флорина, грчко-југословенската граница, Преспа, Касторија. Во делот од извештајот насловен како «Славо македонското население», Еванс ке истакне: еден премолчен факт за областа која е предмет на разгледување, а за кој не се зборува, е тоа што ретко кој ја сваќа. Англичанец, дури и оној кој ја познава Грција, не успева да ја свати бидејќи ретко кој од нив оди подалеку на север. Грците не успеваат да ја сватат од две причини. Прво, тие не сакаат. Во нивна корист е да веруваат дека сите места кои се обележани како грчки на картата се или мора да бидат грчки по симпатија и на секој друг начин. Грците по природа какви што се, не сакаат да сватат дека голем дел од населението има исто толку добри причини да се сметаат себеси за македонци, колку што тие себеси се сметаат за грци. Втората причина е, или барем така ми е кажано мене, што последователните грчки влади од ослободувањето на славофонска Грција од турците беа и покрај нивната разноликост согласни во една работа: поддржување на оваа лага, оставајќи впечаток кај својот сопствен народ и во светот дека нема никакво словенско малцинство во Грција. Додека ако странец кој не ја познава Грција ја посети областа Флорина и потоа формира сопствено мислење за земјата во целина, заклучокот би бил дека грците се тие кои се во малцинство. Тоа е предимно словенски регион, а не грчки. Еванс посебно ќе потенцира: јазикот во домовите и по правило на полињата, на селските улици, на пазарот е македонски, словенски јазик. Многу од жените, особено постарите и многу од постарите мажи и скоро сите деца родени околу 1939 година или подоцна, не знаат грчки. Дури и оние кои знаат грчки, повеќе сакаат да зборуваат македонски кога можат. Странец кој ќе поздрави со добро утро на грчки, ќе го добие истиот одговор. Но ако истото го каже на македонски, тој ќе биде опсипан со плима фрази за добре дојде и други додатоци. Имињата на местата, како што се дадени на картата, се грчки: Калитеа, Тригонон, Дросопи и така натаму. Но како и да е, имиња кои најчесто се употребуваат и покрај тоа што на картата се напишани со мали букви и во загради, ако воопшто се дадени така, се Рудари, Ошчима, Белкамен, се словенски имиња. Карактеристично е што тој дава опис на поедини настани дури во детали. Например, тој зборува дека ги има на населените места на картата со која што располага се напишани на грчки јазик. Но кога се движи меѓу населението, тој ниедно место не го лоцира како грчко, значи исклучиво топонимијата ја наведува, ја слуша од населението со словенско именување, односно на македонски јазик.
Тоа се разбира се должело на тоа, и тој самиот заклучува во неговите извештаи, тоа се должело на состојбата која е настанала по 1919 година, значи по Првата светска војна, кога грчките власти го добија на владение егејскиот дел на Македонија, тие на брзина почна да спредуваат такви мерки да направат тотална промена на етничката структура на тоа население. Извештајот на Еванс е најдобар пример за тоа што се случувало на теренот. Еванс пристигнува во една средина која што очекувал дека е доминантно грчка, затоа што информациите кои што пристигнувале од нивниот сојузник, односно од Грција, во Лондон, толкувале дека тоа е исклучиво грчки регион. Меѓутоа, кога стигнува тој таму, освен топонимите кои што се на грчки јазик, сваќа дека се друго е македонско. И дори тоа е многу симпатично, вели, кога некого ќе го поздравиш на грчки јазик, ќе му кажеш добар ден, тој ти враќа само добар ден и ништо повеќе. Меѓутоа, кога ќе го поздравиш на македонски, тогаш покрај возвраќањето добар ден добивате и серија на други фрази од типот на добро дојдовте, убаво да си поминете, ви посакувам убав ден и така натаму. Грчките се единствено дел од обидот на Метаксас да ги прикрие. Грчкиот се смета речиси за странски јазик и на грците не им се верува и се третираат како странски државјани, дури и ако не во полна смисла на зборот како странци. Овој очигледен факт, скоро толку очигледен за да се спомене, е дека областа е природно словенска, а не грчка и не може а да не се пренагласи. Исто така важно е да се нагласи дека населението, како што тие не се грци, исто така не се бугари или срби или хрвати. Тие се македонци. За ова јас овде не можам да догматизирам, бидејќи јас не ја познавам историјата и посебно етнологијата на македонците. Грците секогаш нив ги нарекуваат бугари и затоа ги осудуваат, освен за Еам, Елас, кои покажаа малку мудрост и кои го нарекоа овој народ славомакедонци. Во однос на ова, тој дава свој коментар. Ако тие беа бугари, распрскани во делови на 4 земји, од кои една е Бугарија, зошто се сметаат себе си за посебен ентитет и поголемиот дел од нив се декларираат како македонци? Оние пак што се сметаат за бугари се потврдени во секој случај. Јас сум во состојба да потврдам дека бев под директно влијание на бугарската пропаганда. За самиот идентитет на населението, тој напоменува дека тоа не се грци, заради тоа што тие се наоѓаат како малцинство, но не се ни бугари, нити пак срби. Дури во неговиот извештај, од која причина мене не ми е тоа доволно познато, не се вели ни хрвати. Значи, тоа е една страшна дистинкција. За разлика од неговото мислење, он кажува дека грците па македонците, односно славјаните, ги нарекуваат бугари. Вика што е тоа невозможно. Ако тие се бугари, а се распределени на повеќе територии, значи во Кралството Југославија, значи под Југославија, во Бугарија или во Грција или во Албанија, која е причината што ова население себе си се именува како македонци? Во однос на обстојувањето на македонската идеја, Еванс ке истакне. Македонската идеја исто така би можела да биде навистина нешто вештачко, резултат на пропаганда. Но не изгледа така. Мене ми изгледа сосема објективно македонците да се сметаат како ентитет, иако се малубројни и предмет на делба. Македонците се поттикнати од силни, но измешани чувства на патриотизам. Во Грција изгледа тоа е од 3 вида, кои обично екзистираат во една личност. Постои сигурна лојалност кон грчката држава и растечки и понекогаш страстен локал патриотизам, и тешко е да се процени чувството, бидејќи ретко се обелоденува пред странци, а се менува со промената на настаните и пропагандата. За Македонија како таква, без оглед на сегашните граници, на кои се гледа како на узурпирани. Но што е многу посилно од македонското чувство за Грција е неговиот локал патриотизам. Не толку неговата љубов кон земјата, како кон неговиот собствен дел од земјата, родниот град. Во ова тој личи на населението на Грција.
Кога во октомври 1944 на Гоче, Илија Димовски, како капитаниос и практично командант на вториот батаљон на Еласовиот 28 полк, му беше наредено да замине за Вермион, Дурла. Тој одговори: "Не, ние сме македонци и нашето место е во Македонија. Тоа е она за што ние се бориме." Тој тогаш се побуни и замина за Преспа, подоцна за Монастир, Битола, и неговиот батаљон беше со него. Повторно, еден војник на Елас кој требаше да се врати во Вапцори за време на летото кога требаше да се врати во неговата единица која беше јужно од Алијакмон, Бистрица, рече не. Тој беше македонец и сакаше да остане во Македонија. Тој не сакаше да оди во Грција, иако тие го пратеа таму, тие ќе зажалеа за тоа бидејќи ќе откриа дека тој едноставно би станал нем, дрзок и би станал бескорисен за нив. Еванс продолжува. Истата тврдоглавост се покажува и во македонските песни, како традиционалните, исто така и оние кои се создадени во сегашната војна. Вистина е дека песните обично ја споменуваат Македонија и некое посебно место во Македонија. Но чувството кое тие го изразуваат е едноставна и директна љубов кон земјата, без некој интелектуален ентузијазам за политичка идеја. Чувството е исто, без разлика дали песната е општо познатата "Маре, мори, маре", приказна за девојка чиј вереник не се вратил од војните завршувајќи со зборовите "Маре, не чекај ме, омажи се". Јас веќе се омажив за црната земја, за Македонија. А во една друга верзија постои додаден двостих со рима "За Македонија, каде ние сите би биле слободни", или хумористичната песна за Маре од Прилеп, чија мајка сакала да ја омажи среќно за 3 млади момчиња кои што таа не ги сакала. Еден од Прилеп, еден од Битола, Монастир, и еден од Костур, Касторија, и која во последната и необврзна строфа го зема оној што таа го избрала, строфа која што не може да се пее во приемни соби. Песната може да биде весела, а со малку маршевски тон, разубавена и свечена, која вели дека робските денови на Македонија се завршени. Ритмичките пулсации во сите од нив е љубовта на македонецот кон неговото место. Се пееле македонски традиционални песни настанати за време на Втората светска војна. Едноставно во нив било изразувана силното чувство, силната љубов кон Македонија. И во еден извештај се наведува дека во една песна се истакнувало дека е завршено робството на Македонија. Во однос на пропагандата, Еванс истакнува: "Патем, треба да се истакне дека и покрај големиот број агитатори во Грција, Југославија и Бугарија, кои беа, а и сега се активни во корист на една независна Македонија, на прво место се чини дека ова чувство не е нешто формирано со пропаганда. Напротив, пропагандата го зголемува. Според него, македонскиот патриотизам не е вештачки, тој е природен, спонтано и длабоко всадено чувство кое почнува во детството како и секој друг патриотизам. Оттаму, сепаратистичките тенденции ќе продолжат да жнеат. Тоа не е неуспешен обид. Мене ми се чини дека тоа е една од грешките на историјата или лапсусите на историјата. Јас повторувам, не знам ништо за македонската историја, за непостоењето на независна држава. Македонците, кои во подолгиот период на својата историја беа подчинета раса, повеќе отколку било кој друг од нејзините соседи, ја изгубија нивната снаодливост, нивната иницијатива, останаа заостанати. Тие беа ослободени од турците, но никогаш не се ослободија себе си од различните европски господари, кога овие станаа нации и секоја се зајакна и засили себе си. Македонците не беа доволно смели и единствени да го направат истото. И сега, кога тие изгледа се спремни да направат сериозен чекор кон национално единство,
се чини дека е доцна. Фактот дека некогаш таму може би постоеле одлични услови за независна Македонија не значи дека таков е случајот денес. Во однос на македонскиот карактер, Еванс ќе истакне: еден стар човек од Корифи ми укажа многу јасно на овој аспект од македонскиот карактер. Тој беше словен. Бил председател на неговото село Вапсори, Бапчор, во периодот на режимот на Метаксас. Како последица сега, тој е исфрлен од страна на Еам и Елас. Тој ми кажа: гледаш, ние имаме толку многу различни господари, кој и да дојде, ние велиме, ги доближува двете раце, направи задоволна насмевка со мал наклон. Калос орисате. Тоа беше многу убедливо. Тоа е таа дволичност на македонците, поради што е тешко да се запознаат. Тешко е да се дознае што тие мислат. Понатаму Еванс истакнува: ако грците им дадат на македонците тоа што тие сакаат, слобода да зборуваат на мајчин јазик и нешто подобар живот, тие би биле наклонети да останат грчки граѓани. Ако ова се случи, и дури ако Грција асоцира мисловно со Британија, тие би мислеле подобро за Британија и би биле помалку наклонети кон Русија. Учеството на Британија во нејзината задача за рехабилитација на Грција ќе го направи тоа поврзување. Според согледувањата на Еванс, славомакедонците општо земено се плашат и не им веруваат на британците и покрај тоа што тие пријателски се однесуваат кон британските офицери во планините за време на окупацијата. Еднаш британците дојдоа и се покажаа дружељубиви. Причината за оваа недоверба е тоа што во свеста на македонскиот селанец Британија е поврзана со кралот, со Метаксас, кој го забрани словенскиот јазик во Грција и ги хранеше луѓето со рицинус ако зборуваат за него. Тој дошол до заклучок дека македонското чувство спрема грците и вице верса во моментот е жестоко и осветољубиво. Но тоа е двосмислена генерализација. Во Флорина, Лерин, например, се случува двајца да живеат еден до друг, никој не ги вознемирува обичните луѓе зашто зборуваат македонски на улица и само во приватни конверзации грците ја признаваат нивната омраза. За македонците не знам, затоа што јас не го зборувам нивниот јазик. И ако во ова време ги запрашам нив за тоа на грчки, тие сигурно не би ми одговориле. Тие се темпераментни, недоверливи суштества. Во однос на ставот на грците кон македонците, Еванс истакнува: ставот дури и на грчките интелектуалци во однос на словенското малцинство, не само во словенските области, туку насекаде, е обично глупаво, неупатено и брутално реагирање, што го доведува човек во ситуација да очајува за недоразбирањата кога било создадени меѓу двата народа. Многу грци дословно ќе го кажат текстот на Атлантската повелба или ќе ви одржат опширно предавање, иако не многу точно, за Версајската конференција, а кој не знае дека во рамките на нивните сопствени граници екзистира малцинство кое зборува словенски, или ако имаат некои точни сознанија за постоењето на македонците, ги прогласуваат за бугари и велат: тие треба да бидат убиени или вратени во Бугарија, од каде што и се дојдени. Тие не сакаат дури ни да слушнат за нивното постоење. Или ако слушнат, тоа представува еден вид глупаво неверување и поради сето тоа, тие се во неможност да одговорат на укажувањата дека македонците не се бугари и дека не се дојдени од Бугарија, или ако се дојдени, дојдени се многу одамна и што, како и е, не може да се пресмета. Жртвите на двете страни во последните 3 години навистина беа чести. Непотребно е да се каже дека овие жртви само ја влошуваат веќе и онака на електризираната ситуација. Една жртва раѓа друга. Прашање е колку од оваа омраза меѓу двете раси може да се избегне. Може би постои некој непретворлив минимум, слепа омраза што произлегува од нешто непознато, нешто спротивно,
кое тие автоматски го чувствуваат еден кон друг. Но неспорно е дека голем дел од лошото чувство е чиста креација на пропагандата, особено онаму каде пропагандата се употребува за преувеличување на жестокоста предизвикана од репресалиите. Грците секогаш наведуваат како доказ дека малцинствата се добро третирани со самото тоа што им е дадена алтернативата да останат во Грција и добро да се однесуваат или да заминат за Бугарија. Мене ова ми е како прашањето дали се откажавте од тепањето на својата сопруга? Одговори да или не. Македонците во Грција се речиси странци и во одредени случаи сите се чувствуваат така. Но за македонската фамилија, нивниот собствен дел од планината, нивното собствено мало парче земја, примитивно обработено, е домот. Нешто за што фамилијата живее со генерации. Така, владината наредба се сведува само на ставање на знаење дека тие или ќе ги напуштат домовите, или ќе останат како странци. Оваа дилема се уште постои. Таа е во природата на ситуацијата. По се изгледа дека не постои солуција која ќе ги задоволи двете страни, туку мудра и толерантна гледна точка од страна на успешна грчка влада која би била на власт, комбинирана со едно апсолутно нагласување на лојалноста кон Грција, би дало поднослив модус вивенди кој би го направил поднослив животот во Македонија, иако тоа не може да се осигура. Ако еден живее обкружен од борбата меѓу грците и македонците, како што живеев и јас повеќе од 7 месеци, она што најмногу погодува од било што друго е сознанието дека тоа е проклета работа. Тоа е работа на грубо, без сожалување одземање на земја. Постои посебен вид на проклетство кое е присутно во сите националистички борби и сите го поседуваат тоа. Уште повеќе, тоа е борба меѓу селаните од кои поголемиот дел се селани од планините. Планините формираат луѓе кои се цврсти и храбри и кои, кога се борат, кога нивната трпеливост ќе биде изиграна, се борат со гнев. И под кожата на секој селанец, кои и да се неговите добри квалитети, лежи скриен нагон на убиец. Под притисок на ова, тие излегуваат од својата кожа и стојат исправени со целата своја нескриена непријатност. Без сомнение, оваа психолошка позадина е во непосредна врска со дивјаштвото со кое борбата се води. Во посебен дел, Еванс се осврнува на левичарството меѓу македонците. При тоа, тој констатира дека при анализирањето на Македонија, со остатокот на Грција да се направи разлика помеѓу вистински окоравените доктринирани комунисти, кои се ретки, и проста маса која го формира мнозинството од симпатизери на левото крило, кои го представуваат различни контрасти од лево-крилната идеологија и понекогаш без било каква идеја и се погрешно наречени од самите себе и од другите комунисти. Од тука јас го употребувам поприфатливиот варваризам, левичарство. Слушнав како пред војната македонците покажувале поголема тенденција спрема комунизмот отколку грците. Ако е тоа така, како прва причина, јас ја земам словенската симпатија кон Русија. Второ, реакцијата против репресијата. Трето, природниот екстремизам на словенскиот темперамент кој постојано гравитира спрема тиранска ортодоксност. Во еден сегмент од неговиот извештај, Еванс укажува на фактот дека македонците се лево ориентирани, односно многу повеќе со симпатии гледаат кон левите политички опции, односно алудира на комунистичките партии и идеологија. Тој дава 3 причини зошто е тоа така. Првенствено заради тоа што македонците во различната идеологија, односно во комунизмот, гледаат
единствен начин за да излезат од таа тиранија, односно од тоа што се случувало претходно, Метаксасовата диктатура и така натаму во државата во која што многу често речиси секојдневно им е негиран и оспорува националниот идентитет. Втората причина е што секогаш постоеле симпатии на словенските народи на Балканот кон Советска Русија, кон големиот брат и тоа вечно исчекување дека Русија ќе дојде и ќе ги спаси. И третата причина која што тој толкова како потреба кај македонците, односно кај словенските народи, е некакво политичко уредување каде што ќе има некаков систем на цврста власт. Сето ова, значи неговото движење таму и тоа што тој го пишува во извештајот представува еден вид на приказ на ситуацијата која што се случувала и тој особено е значено. Јас сметам тоа што тој увидел дека македонизмот, односно македонскиот идентитет, постои кај обичниот народ, кај селанецот. Во однос на влијанието на бугарската пропаганда меѓу македонците, Еванс истакнува дека тоа беше големо за време на последните 3 години. Бугарите одржуваат пропагандни пунктови во Флорина, Касторија и јас верувам во Василијас, Загоричани. Најактивни пропагандисти беа Гелев и уште попознатиот Калчев, роден во Грција, школуван во Бугарија и фанатик. Со оружје беа снабдени голем број села од страна на германците и италијанците, со цел да го ослабнат герилското движење со поделба на населението и едновремено да формираат длабок заштитен обрач. Тоа резултираше со големо економизирање на трупите. Голем дел од вооружените села се чини има неколку фанатици и голем број индиферентни луѓе кои не би се бореле против никого. Некои села, например Аспроија, Сребрено, со брутални методи беа присилени да се вооружат. Покрај вооружувањето на селата, бугарите исто така се обидоа да го придобијат населението да се регистрираат како граѓани на Бугарија. И заклучува: македонците во целина се чини не се навистина многу заинтересирани за Бугарија и некои сега се исплашени дека таа сега ќе ги третира нив како инфериорно малцинство, како што тоа веќе го прават србите и грците. Ако областа со која јас сум запознат е навистина пробугарска, сите села во неа би требало веројатно да бидат вооружени, додека единствените кои се во оружје беа оние стационирани во низинскиот дел на падините на планината Вичо. Планинската област е секогаш слободна од вооружени села, иако не и од информатори кои им ги предале андартите и британците на германците. Оние од жителите кои не се прогрци, што би се рекло мнозинството, се исто така несигурни, неутрални или се уште полни со прилично неодредени аспирации спрема слободна Македонија, продолжувајќи ја линијата на левото крило. Во поднасловот Македонското движење сега, во однос на личностите, тој ги потенцира. Темпо, Светозар Вукмановиќ, Титов представник кој се наоѓа со македонските единици на југословенските партизани. Абас, Цветко Узуновски, агитпроп на македонските партизани под Тито. Мирен и добро воспитан, интелигентен, образуван, но до кој степен не знам. Остава впечаток дека е целосно определен. Минатиот јануари му изјави на еден британски офицер: "Не, јас не сум комунист. Политички јас не знам што сум. Се што сакам јас е Македонија на македонците. Македонски јазик, цркви, училишта, болници и така натаму." Дејан Киро Георгиевски, член на главниот штаб на Темпо. Во пролетта и летото оваа година работеше во областа Преспа, регрутирајќи партизани и пропагирајќи за Македонија. Добро воспитан, мирен, но јака личност. Гоче Илија Димовски. Се истакнува дека е во монастир, Битола. Некои од неговите луѓе ја контролираат границата.
се подпишува со командант на бригада од Касторија, Костури Флорина. Роден е во Мелас, Статица, село до силна основа на антигрчко чувство. Горд селанец со репутација на добар борец. Пео, Наум Пеов. Роден е во Гаврос, Габреш. Со оружје заробено од германците се бори против андартите. Се изјасни дека неговата цел е независна Македонија, не голема Бугарија. Имаше и веројатно има големо влијание на селата во близината на неговото. Неговата чета беше нападната и растурена од единиците на Елас во средината на летото. Тој замина за Преспа и му беше дадено за солниште од Дејан, кој за тоа беше остро прекорен од Тито. Пео беше вратен назад од партизаните, некои велат лично од Тито, во Елас, кој го прати под амнестија во баталјонот на Гоче. Кога Гоче се побуни, во октомври Пео му се придружи и го поддржа. Турунчев, Георги Турунчев, уште еден помалку важен лидер од славофонска Грција. Роден е во Ксино, Неро, Врбени. Во време на побуната на Гоче бил во Кајмакчалан, на јужната страна на фронтот. Му се придружил на Гоче, земајќи со себе си чета од герилци, со непозната јачина. Последниве тројца се луѓе со понизок статус од Абас Темпо и Дејан. Тие се амбициозни селани со одредена надареност за лидерство. Нивното движење не е значајно, побуна на селани. Опасно е како симптом. Еванс во извештајот се осврнува и на односите меѓу андартите и партизаните. Во тој контекст истакнува: тие обично беа добри. Ако се изземат периодичните кавги предизвикани од партизанската пропаганда за слободна Македонија. Партизаните се многу поувежбани и агресивни и на андартите гледаат како на кукавици. Имаше несогласувања меѓу Еласовиот прв батаљон на 28-миот пешадиски полк и првата и втората бригада македонска на партизаните во Вапсори во април. Командантот на Елас сакал да нападне Комицко село и ги замолил партизаните да нападнат со него. Абас беше таму во тоа време и одби. Подоцна тој му кажа на еден друг офицер и мене дека тој би можел сите комицки сили да ги преориентира на страната на сојузниците со политички средства, ако тоа му се дозволи. Еден партизан ми кажа дека во тоа време партизаните можеле да влегуваат и излегуваат од комицките села сосема слободно. Тие никогаш не биле нападнати или избркани. Понатаму тој истакнува: Тито секогаш презема по слободна политика онаму каде дејствуваат неговите единици, отколку што тоа е случај со Елас. Тоа значи дека албанските единици во состав на Титовите сили го употребуваат албанското знаме, албанскиот јазик и имаат албански офицери. Македонските единици, македонско знаме, златна звезда на црвена заднина и така натаму. Елас, од друга страна, секогаш ги командува македонските единици со грци, што остава лош впечаток кај андартите славофони во Елас. Тоа прави тие да се чувствуваат исто како што се чувствуваат и цивилите, дека златното време, најавувано од Елас Еам, во кое славо македонците ќе уживаат исти права и полна слобода, е на крајот на краиштата само трговија. Грција ќе продолжи да биде нивен господар, ќе продолжи да ги исклучува од државните служби, од унапредувањето во војската и така натаму. Исто така, Еванс се осврнува и на формирањето и активноста на СНОВ. Во однос на тоа, тој истакнува: СНОВ беше славофонска верзија на ЕАМ. Што би се рекло, ЕАМ, значи грчка организација, под словенско име, водејќи ја својата работа на словенски јазик. Буквите СНОВ значат Славјано, Македонски, Народно, Антифашистички фронт. Славјано Македонски Народно-ослободителен фронт не сум сосема сигурен за антифашистички. Во текот на летото, кога грците станаа вознемирени од пропагандата за независна Македонија и посебно поради партиската насоченост на ЕАМ,
се исплашија дека би ги изгубиле грчките приврзаници на сметка на ова. Н за народни беше исфрлено и организацијата стана позната како СОВ. Денеска зборот СОВ е редок и дури не се слуша. ЕАМ е име кое се употребува дури и кога се зборува словенски. Причината за промената на СНОВ, во суштина ЕАМ, беше да се нагласи славомакедонскиот елемент во орбитата на ЕАМ. Маневарот беше половичен. Во почетокот СНОВ направи добра работа, отворајќи области кои дотогаш беа непријателски не само према грците, туку исто така и кон сојузниците. Благодарејќи на СНОВ, јас успеав да опстанам во потполно словенска област, како што е таа на Вичо. Полека, како и да е, македонците ја изгубија довербата во СНОВ, почнаа да размислуваат правилно дека грците не се искрени во нивните уверувања и дека фактички грците се определени да останат доминантни, дека тоа е само уште еден трик. Тоа не значи дека СНОВ исчезна, го промени само своето име во СОВ и потоа во ЕАМ, и денеска ЕАМ се уште ги контролира скоро сите села во кои што СНОВ имаше свое влијание. Но ентузијазмот на селата речиси исчезна и го замени движење во правец на независна Македонија. Она што можеби ја прели чашата во недовербата кон ЕАМ беше мобилизацијата извршена од страна на ЕЛАС во август на млади луѓе како андарти. Во словенска област тоа природно значи мобилизација на Словени. Толку за слободата на словените. Паѓа во очи дека кога партизаните ќе организираат село, тоест ќе ги убедат дека мора да работат против германците и фашизмот, ќе обезбедат курири, стражари и служба за снабдување и така натаму. Тригонон, Ошчима, е такво место. Селаните таму имаат прекрасен распоред за водење на партизаните, андартите или британците преку патот кој е многу употребуван од германците. Со системот на курири и стражи, просто работат на поле со нивните мотики или лопати изгледајќи сосема невино, тие би го пренеле секого по бел ден низ село, дури иако германските единици се улогорени само неколку стотина метри на периферијата. Во однос на улогата на Грчката комунистичка партија тој ќе истакне. Веројатно, ККЕ води комплетно опортунистичка политика. Ако македонското движење успее, ККЕ ќе го поздрави тоа. А ако се покаже дека ќе доживее неуспех, ККЕ ќе биде прва која ќе го отфрли. Јас го нагласувам прва. Исто така, Еванс, по сето она што го видел, преживеал и доживеал живејќи меѓу македонците во делот на Македонија во рамките на Грција, во однос на иднината на Македонија и македонците од тој дел ќе истакне. Не може да има независна Македонија. Дури и ако некој го посакува тоа, како што јас го посакувам, како право, теоретски гледано, дека би требало да постои, треба да се признае дека практично тоа е непожелно. Македонското воскреснување би било жестоко спречено од грците кои би востанале како еден од цела Грција за да го задушат. Практично, барањето на Солун кај грците ќе предизвика бес. Резултатот би бил крајно крвава војна од која ништо добро нема да произлезе. Исто така присутен е и пансловенскиот аспект, кој што е многу реален, но кој јас не сакам овде да го коментирам. Секако, границата на Грција помеѓу Преспа и Кајмакчалан мора да остане непроменета. Јас ништо не знам за правото на грчките барања за Северен Епир и јужната граница со Бугарија. Грција е веќе доволно сиромашна за да отстапи една од нејзините продуктивни територии, што би ја направило уште посиромашна.
Во исто време, ако таа не биде доведена до незавидна ситуација од нејзиното македонско малцинство и исто така во интерес на правичноста, таа мора да се однесува кон малцинствата цврсто, но пријателски, без дискриминација. Јас не сум убеден дека ова ќе се случи, но не е невозможно. Скоро е веројатно, но не е сигурно, дека македонците од границата, двајцата Темпо, Светозар Вукмановиќ и Гоче, Илија Димовски, порано или подоцна ќе направат вооружен обид за автономија или независност. Во текот на мај, Темпо во говорот во Монастир, Битола, истакна дека тие ќе формираат слободна Македонија која ќе ги вклучи Флорина и Салоника. На говорот беа присутни британски и американски офицери, што остави лош впечаток и кај грчкото малцинство во Монастир и кај многу жители на Флорина, кои се прашуваа дали тоа значи дека Британија и Америка ги одобруваат македонските барања. Методот заговаран од Темпо е плебисцит. Ако тој инсистира на тоа и тоа да биде одбиено, тој веројатно ќе прибегне кон вооружено востание. Од друга страна, ако таков плебисцит слободно и честно се одржи, повеќе од веројатно дека резултатот би бил слободна Македонија. Еванс се осврнува и на начинот како ги добивал информациите за македонските настани. Според него, најдобро се добивале од оној кој под А ја познава земјата, под Б се наоѓа таму, а не овде, во Атина. Под В, внимателно ги проверува сите извештаи, гласини и така натаму. Под Д, предпазливо се однесува кон шпионите меѓу оние кои ги доставуваат информациите. Исто така е од помош, речиси и основна, да се зборува македонски. Тоа ги охрабрува луѓето да зборуваат многу послободно. По анализата, извештајот на Еванс им бил отстапен на експертите од јужниот оддел при Министерството за надворешни работи, кои биле задолжени за креирање на британската политика на Балканот. По направената анализа, експертот Томсон овој извештај го нарекол крајно интересен и забележал дека, ако навистина е точно, по се изгледа дека македонските словени се многу повеќе од занемарливо малцинство, отколку што досега се предпоставуваше. Тој исто така потврдува дека грчкиот став спрема нив, кој се чинеше дека е повеќе од занемарлив, во стварноста е многу груб. Како што произлегува од овој извештај, патриотските чувства на македонските словени се чисто локални, без разлика што тие во целост се незаинтересирани за политика. Тие би можеле да останат во Грција воглавно како задоволно малцинство. Но поради тоа, Грција мора да ја промени својата политика. Нејзината влада тогаш би требало да го признае тој народ како малцинство со посебни права, например јазик, наместо досегашното тврдење дека не ја искористиле шансата за размена дадена со договорот во неј, тие индиректно се декларираат како грци. Друг експерт на јужниот оддел Лафен од 16 јануари 1945 година во својата анализа ќе заклучи дека овој извештај е многу интелигентно напишан, интересен и информативен. Сосема е јасно дека од србите доминирана Македонија има малку привлечност за словените од областа Касторија, Костур, Флорина, Лерин во Грција, за разлика од привлечноста која ја има идејата за единствена автономна Македонија во Југославија. Судејќи според говорите на Джилас и Темпо од ноември, без сомнение изгледа дека се одобрени погледите на југословенските партизански лидери кои се заинтересирани за Македонија, дека федералната единица Македонија може најмалку да се прошири со вклучување на населените словенски области на Грција. Но сепак, партизанското собирање во Битола на 3 декември резултираше со тоа што последниве избраа комитет за раководење со борбата на македонците во Грција. А британците на секој можен начин гледале тоа да го спречат, да не дојде до реализирање на таа идеја и затоа секаде каде што можеле ургирале за да и дури до
Тито со цел да се оневозможи формирањето на самостојна македонска држава, односно да му стават до знаење докаде може да оди во своите преговори. Од друга страна, имаме постојани повторувања и категорични декларации на Тито до бригадирот Маклин, дека тој нема да им дозволи на своите подчинети да го потегнуваат прашањето за аспирации на Грчка Македонија и ќе стави забрана на публикувањето на таквите аспирации. Јосип Брос Тито во одреден период по донесувањето на резолуцијата на Информбирото бил подготвен на се, да жртвува се, само да го задржи своето влијание во Југославија и да ја држи Југославија толку мокина за да одолее на притисокот на Советска Русија и на Сталин. Цената за да се случи тоа било затварањето на југословенската граница и стопирањето, односно запирањето на помошта која што била испорачувана на комунистите во Грција и македонското население таму, кој што се борело во редовите на Демократската армија на Грција. На крајот, според неговите обсервации, постоеле две солуции за славофонската област во Грција. Прво, сецесија на северозападниот дел на Грција, вклучувајќи ја Флорина, Лерин, Касторија, Костур и западниот брег на езерото Острово кон Југословенска Македонија. Ако тоа би представувало голема загуба за грчките интереси, тогаш, второ, би требало да се поправи грчкиот третман кон славофоните. Оваа солуција би можела да биде многу успешна доколку постои економска привлечност во таа област, иако грчката влада дозволи британскиот и американскиот капитал да ги користат тие привлечности, обезбедувајќи на тој начин вработување и увоз во таа област. Еванс на некој начин не е првиот, меѓутоа е човекот кој што дал најдобар приказ на состојбите и особено значајно е тоа што тој се движел, односно действувал во егејскиот дел на Македонија. Неговото соочување со реалноста, за жал, во Велика Британија не наишло на одобрување, односно во таа игра на геополитичката карта, односно решавањето на прашањата на Балканскиот полуостров по завршувањето на војната, едноставно, според овој негов извештај, најголемиот страв кој што постоел кај британците е одржувањето на евентуален плебицит, според кој и според Еванс, а и според централата во Лондон, во секој случај би значило отцепување на дел од егејскиот дел на Македонија, односно од Северна Грција во тој период и приклучување кон Вардарскиот дел на Македонија. И тоа е она што најмногу се плашале. Интересно е што кога бил брифиран дека ќе оди во Грција, британските експерти му го брифирале дека на таа територија, освен грци, не може да најде никој друг народ кој што живее на оваа територија. Меѓутоа, неговиот извештај кој што е поприлично голем, кој што е испратен во декември месец 1944 година до обавештајната служба СОЕ, а потоа и до Министерството за надворешни работи, ги фрапирало британците од оно што можеле да прочитат од извештајот на ЕМАС. Основниот заклучок бил дека до тогаш британците имале погрешна представа за оно што се случува на територијата на Грција и дека биле во суштина добивале лажни информации од сите оние кои што претходно биле на територијата на Грција. И на крајот потенцира. Интересно е да се види дека овој извештај ги потврдува сомневањата во грчките статистички податоци во извештајот на истражувачкиот оддел за Македонија, односно дека до тогашните статистички податоци не одговарале на вистинската состојба за бројноста на македонците во делот на Македонија во рамките на Грција.